минути за нов соговорник во утринската програма на македонската телевизија на тема која што верувам дека ќе го задржи вашето внимание. Имено вчера во амфитеатарот на Факултетот за електротехника и информациски технологии беа доделени златните дипломи по повод 50 години од дипломирањето на генерацијата по електротехника од 70-та до 72 година. Сега тоа беше повод ние да го поканиме деканот на ФЕИТ на гости во утринската програма да проговориме за тоа како помина настанот. Добро утро и добре ни дојдовте. Професор доктор Димитар Ташковски во Македонија наутро. Убав настан се случи вчера во амфитеатарот на ФЕИТ. Можност да се разменат искуства со генерациите кои дипломирале 70-та, 71-та, 72 година, но мораме да кажеме дека повеќе од 60 години ФЕИТ произведува кадри кои одлично котираат на пазарот на трудот. Дел од нив добија златни дипломи. Да, беше интересен настан. Нешто што ние го почнавме пред 3 години, 2019 година, кога факултетот славеше 60 години од своето постоење. Она што денеска е факултетот е резултат на работа на голем број професори, голем број административен кадар, меѓутоа пред се и на голем број студенти кои што завршиле на ФЕИТ, затоа што тие се нашиот производ, тие го представуваат ФЕИТ во општеството и како една благодарност за нивниот креирање на имиџот на факултетот, како и за развојот на државата, на општеството, ние 2019 донесовме одлука на Наставно-научниот совет на факултетот да почнеме со доделување на златна диплома на студентите кои што завршиле пред 50 години. И таа година ние доделивме златна диплома на генерациите кои што дипломираа 64-та до 69-та. Решени сме тоа да го правиме секоја година на денот на факултетот. Оваа година, поради кризата, не можевме во 2021 година да доделиме дипломи, така да сега се створи можност да доделиме дипломи на 3 генерации на дипломирани инженери од поетотехника. Каков предизвик беше организацијата на еден ваков настан? Тоа се генерации кои што оставиле многу зад себе прво, но тешко ли беше да се лоцираат сите до еден? Тоа бе и најголемиот предизвик во организација на еден ваков настан е баш тоа. Добро. Вие да сега да најдете студенти кои што завршиле пред 50 години, не е едноставна работа, имајќи во предвид фактот дека во тоа време на Факултетот за електротехника и информациски технологии или сега тогаш електромашинскиот факултет студирале и голем број на студенти од Јужна Србија, од Централна Србија, бидејќи тука бил за нив поблиску можност за студирање. Така да тоа беше голем предизвик, меѓутоа со помош на нашите сегашни повозрасни професори, со помош на професорите кои што ги промовирав мисто сега, а завршиле на нашиот факултет, успеевме да направиме една група, да допреме до околу 50% од тие студенти и негде од 80 кои што требаше да ги промовираме, вчера беа присутни 30 студенти. И каква беше атмосферата и чувството по толку години поранешни студенти да влезат во студентски амфитеатар со сериозно животно и професионално искуство зад себе? Какви приказни разменија? Да. Интересно беше во секој случај. Голем дел од нив, бидејќи беа тука 3 генерации, се немаат видено уште од времето на студирање. Одреден број на и работеле заедно, да речеме, ама се немаат видено 10-15 години од кога се во пензионирање. Така да беше интересно, научивме многу приказки од тоа време, од првите часови нивни, од однесувањето на професорите, од првите социјални дружења, игранките што почнале да ги прават во тогашната нова зграда. Така да се беше интересно да се слушнат и да научиме нешто ново ние, што треба да го чуваме. 70-та, 72 година да се стигне звање дипломиран електроинженер воопшто не било мала работа. И сега мора да споменеме дека од сите овие генерации дипломата им донела сериозен бенефит, но од друга страна и нивното искуство на државата и донело бенефит. Да, сега они колку имале бенефит, тоа многу дискутиравме, меѓутоа главно дискусијата се водеше најповеќе околу нивните професионални ангажмани што ги има и можевме да заклучиме дека сите се
значи, иако се направена споредба што се случувало во тој период во државата, она индустриализација, да речеме, најголема, сите тие кои завршиле факултет, веднаш биле, така да речем, фрлени во оган. И сите голем дел од нив, она што слушнавме и беше презентирано, учествувале во изградба на оние капацитети во кои што ние сега се крстиме. Значи, тогаш се градени РЕК, сите учествувале, дел од нив учествувале во градбата на РЕК Битола, на Неготино, рафинерија, фени, кабли Неготино. Значи, веднаш добиле шанса за некое практично искуство и тоа го покажале. Во тој дел значајна помош имали од професорите на факултетот, така сите заедно учествувале во изградбата на државата. Дотолку повеќе потврда зошто ни се потребни бројни инженери од факултетот и во генерациите кои доаѓаат. Па мораме да обезбедуваме инженери, затоа што развојот на општество зависи од инженерскиот кадар. Технологиите брзо се менуваат, мораме ние да ги следиме ако сакаме да имаме развој на општеството. И од друга страна, 60 години подоцна, ФЕИТ е еден од факултетите на кои што секогаш се бара место повеќе, доказ за квалитетот на наставата, од друга страна дека станува збор за струки кои што се потребни на пазарот на трудот. Да, ја кажав пред малце, технологиите брзо се менуваат. Збориме денеска, не знам, за роботика, 5G, embedded системи, не знам, здравство и така натаму, дигитализација, за да можеме тие работи да ги направиме во општеството, нас не требаат инженери. За жал, бројот на инженери мислам дека нема да биде доволен за да можеме целото ова да го направиме, ако сакаме да се развиеме соодветно како држава. Некаде проучитав ваша изјава, велите наша стратешка определба е да се развиваме и понатаму како водечка научно-истражувачка институција во државата на полето на електротехниката и новите технологии, дека вашите кадри се едни од најдобрите во Македонија. Знаеме, но како стоиме на интернационално ниво, може ли нашата диплома да се носи рамо до рамо со интернационална? Не да може, тоа е сигурно и тоа е потврдено. Ние минатата година направивме меѓународна акредитација на нашите студентски програми и тие се и официјално, иако и до сега не беа признаени, нашите студенти одеа и се надпреваруваа со студентите во странство. Меѓутоа од минатата година ние имаме меѓународна акредитација на нашите студентски програми и тие се сега во сите бази на инженери. Тоа се единствени студентски програми од Македонија кои што може да ги најдете и признаени. Тоа значи дека минатата година тим од експерти од германската агенција за акредитација АСИН не посети, ги испита нашите студентски програми, целиот процес на изведување на наставата, односот, квалитетот на професорите, на студентите, односот со стопанството, системите за проверка на квалитет и врз основа на сите тие анализи ние направивме меѓународна акредитација. Тоа е потврда, значи ајде формална потврда. Другата потврда е она што го имаме ние како фидбек од, да речеме, нивните работодавци во странство и најголем дел од соработките што сега ги остваруваме во последно време со големи реномирани компании, подпишавме и сме во фаза на подпишување на договори за соработка, поинтензивна е резултат на представувањето на нашите студенти таму. Во неколку компании по голем број на наши студенти, бидејќи се задоволни од нив, сакаат соработка со нас. Иако голем дел од студентите од генерацијата 70-та, 71-та, 72-та останале во нашата земја, како да ги спречиме идните дипломирани електроинженери да останат во Македонија и да придонесуваат на државата, имајќи предвид каква ни е состојбата со работната сила? Мора да створиме услови. Ние не можеме слободно општеството, отворени се границите, меѓутоа ние мораме да створиме услови за да они останат тука. Мора да биде нешто предизвикувачки за нив, да имаат можности, не се тоа многу финанси, како сите оние други можности што треба да ги има еден млад човек, и можеби некои по јасни стратегии за развојот на, пред се тука зборам, на високо технолошките индустрија и академија. Ние мора да створиме такви компании, академија, за да
они да отидат и добро е да отидат, меѓутоа да направиме некој напор да може тие да се вратат. Тоа знаење што ги има таму дополнително стекнато, да може да го пренесат тука кај нас. Златните дипломи за оваа година се доделени. Не очекуваат многу дипломи од студентите кои што се очекува годинава да ја завршат својот образовен пат. Дали е се подготвено за новата студентска година? Да, тоа е веќе вообичаено, 60 години, 62-3 години традиција, тоа веќе станува вообичаена работа. Студентите се запишани во прва година, во тековните семестри, од понеделник почнуваме со свечен час за новите студенти и понатаму тераме по вообичаената пракса. Дефинитивно се враќаме со физичко присуство. Претходните семестри работевме комбинирано. Наставата цело време, лабораториите беа отворени, се работеше. Минатиот семестар, зимскиот, работевме 3-та и 4-та година со физичко присуство. Од овој семестар веќе сите се враќаме во училници. Се надевам дека тоа нема да ве предумисли по сметките за струја во октомври и ноември. Па, нема да не предумисли, бидејќи факултетот води сериозна грижа за енергетската ефикасност. Јас само можам да кажам, и тука да се пофалам јавно, дека во изминатите години 5 години со сите мерки што сме ги преземале ние во однос на енергетската ефикасност, направена енергетска фасада, поставени фотоволтаици, мерки за штедење, ние нашата потрошувачка на електрична енергија сме ја намалиле за 50%. Еве, некој кој размислувал на време. Па не можете вие од денес за утре да преземете мерки. Тоа е еден процес. Ние доволно е, и то не може да трае од сега до 31 март. Значи, тоа треба да биде еден начин на живење, еден стил на живење. Во тој случај ќе имаме некои успеси, може не оваа зима, меѓутоа другата зима ќе поминува полесно. Благодарам професоре за гостувањето во Македонија наутре. Ви благодарам и вас за поканата.